Веење албански знамиња, извикување на УЧК, по неколку месечна целосна изолација на политичката сцена, ДУИ се обидува да се врати преку своите одамна познати националистички изблици. Вчерашниот протест со барање за проблем за кој во владата веќе се изнаоѓа решение е само доказ за тоа. Иако Косово и Албанија официјално немаат никаква релација за овој случај, сепак ДУИ ги активирале своите инсталации во овие две земји да се обиде да го напумпа проблемот со студентите. Запознавачите со ваквиот обид ДУИ повторно се обидува преку етнички теми да го сврти вниманието кон себе. Вчерашните протести покажуваат дека не се протести на студентите, туку се политички барања, односно е платформа на одредена политичка партија која се покрива во протести од страна на студентите. Протестот вчера имаше се, но не само права на студентите. Поранишниот министер за надворешни работи и висок функционер на ДУИ Бујар Османи со веќе добро познатата реторика за европски вредности се обиде случајот да го представи како прашање на права и еднаквост. Најави дека за тоа ќе ја известил и меѓународната заедница. Сепак, наместо смирување на состојбата, запознавачите ваквата реторика дополнително ја поттикнува етничката поларизација, затоа што токму во периодот кога ДУИ беше дел од власта заедно со СДСМ, речиси ништо не направи за подобрување на условите и статусот на албанските студенти, и дека на овој начин со повикување на Европа само се обидуваа да го скријат криминалот направен за време додека ја имаа власта. Секогаш ДУИ единствената карта во минатото го имаше етничките прашања, никогаш немаше социјала или економски развој на општеството. Единствената цел на нив е политички да преживеат преку големи идеи, односно на правата на албанците во државата. Тие со таа идеја пак што ја враќат, односно на европски интеграции и пак почнат да се повикат на странскиот фактор, односно на САД и во Европска унија, корумпираните политичари кои секогаш ќе скандират Европа или САД, особено албанските лидери, односно водители, тоа значи дека тие се фатили некаде во криминал и корупција. Инаку вчерашниот протест беше втор во низата обиди на албанските студенти да можат да го полагаат правосудниот испит на албански јазик. Тие од Камениот мост измаршираа до Министерството за правда каде повикаа и на оставка од Филков.